Мозочниот удар е прва причина за инвалидитет на секаде во Европа. Втора најчеста причина за смрт. Лекарите велат дека 80% од мозочните удари можат да се спречат, но затоа најважна е превенцијата. Со цел да се истакне неговата сериозност, да се подигне свеста за превенција и лекување, и нашата земја секоја година се приклучува кон одбележувањето на Светскиот ден за превенција на мозочен удар, 29 октомври. Светската здравствена организација секоја година изнегува со алармантни бројки за покачување, значи имаме еден тренд на покачување на пациентите кои доживуваат мозочен удар, со тоа што алармантен е податокот дека веќе возрастната граница не е над 65 години, не е ексклузива само на возрастни пациенти, туку се почесто и младите луѓе доживуваат мозочен удар. Ако анализираме, веројатно се должи на лошиот стил на живот, на се поголемата стапка на обезитни луѓе, на дебелина, значи, на пушачи и така натаму. Имаме коректибилни ризик фактори на кои што можеме и текако да влијаеме, како што е пушењето, како што е дебелината, како што е сесилниот начин на живот без физичка активност. Сето тоа може да се коригира, со што значајно се намалува ризикот за мозочен удар. Инаку, мозочниот удар најчесто се јавува кај луѓе постари од 65 години кои боледуваат од диабетес мелитус, од шеќерна болест, кои се хипертоничари, имаат нерегулиран крвен притисок, кои што имаат срцеви аритми, нарушување на ритамот на срцето, хиперлепидемии, покачени масноти во крвта и така натаму. Позади имате еден многу убав банер на кој што се опишани типичните симптоми за мозочен удар. Значи гледате, брзо е акроним кој што е составен од и ни упатува на најпрвите и типични симптоми на мозочен удар. Слабост на рака, искривена уста, потешкотија со говорот. Сето тоа треба веднаш да алармира дека се случува мозочен удар и пациентот треба веднаш да се јави на најблискиот доктор. По можност да биде препратен на невролог. И во првите 3 часа исхемичниот мозочен удар се лекува со современа терапија, која што всушност се работи за тромболитична терапија, така ја нарекуваме. Просто кажано, се аплицира терапија која го разрушува тромбот. Македонското здружение за превенција на мозочен удар по повод Светскиот ден на мозочниот удар денес во Тетово организираше бесплатни прегледи за граѓаните и нивна едукација. Акцијата помина во најдобар ред, имавме голем број на посетители, кои што им меревме, значи, крвен притисок, шеќер во крвта, им правевме ЕКГ, вредностите се движеа во поголем дел во нормала, имаше и отстапки, направени се специјални шеми по кои што им одредувавме каков им е ризикот од цереброваскуларен инсулт и така да пациентите беа советувани како да постапат понатаму, значи да се обратат најпрво кај матичниот доктор, да ги кажат овие резултати, да ги кажат симптомите што имат, а потоа матичниот доктор да си постапи според протоколите и да ги прати на повисока здравствена заштита, се со цел навремено да се оттргнат овие симптоми и да нема, не да Боже, нели, заболување како што е овој инсулт, како што е сериозно заболување. И советувавме пациентите да хигиено-диететски режим, значи да го променат начинот на исхрана, да редовно да го контролираат крвниот притисок, дали тоа ќе биде со медикамент, најпрво нели редовно мерење на крвниот притисок, правење на тие дневници, потоа редовно земање на антихипертензивна терапија таму каде што треба. Ако се диабетичари, редовно да се земат терапијата за диабет. Физичката активност е тука многу битна, значи една целокупна рамнотежа на организмот, се со цел да ги намалиме сите овие ризици за токму ова заболување. Вакви акции денес се спроведуваат во повеќе поголеми градови во земјава.